Црна Гора и официјално стана членка на НАТО на церемонијата во Вашингтон, на која беа предадени документите за нејзиното пристапување. Шефот на црногорската дипломатија Срџан Дармановиќ му ги предаде документите, официјално познати како инструмент за пристапување, на американскиот подсекретар за политички работи Том Шенон, на церемонијата на која присуствува и премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. При тоа подсекретарот Шенон изјави дека Црна Гора го потврди својот суверенитет со тоа што одбра свој сојуз, иако се соочи со странски притисок. Montenegro has taken NATO's guidance and mentorship to heart and implemented meaningful reforms, including force structure transformation and modernization and upgrading operational capabilities. Црногорскиот премиер Душко Марковиќ оцени дека станува збор за историски настан за неговата земја, кој покажува дека, како што рече, никогаш повторно нема да се случи некој друг да решава за нас и нашата држава за нашиот грб, како што беше во минатото. To je takođe potvrda onog što nikad nije dovedeno u pitanje, da Amerikanci ostaju posvećeni stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana i Evrope. Членството на Црна Гора дојде во момент кога алијансата минува низ известни тензии меѓу незините членки, особено по измешаните пораки од председателот Доналд Трамп, кој инсистира на пофер распоредување на финансиските трошоци во одбраната. Столтенберг, кој присуствуваше на церемонијата во Вашингтон, во врска со тоа изјави дека НАТО е сојуз на демократи и од време на време се појавуваат, како што рече, различни политички перспективи. Но заедно ние ги надминуваме овие разлики и сме обединети околу заедничката цел да бидеме заедно, да се штитиме меѓусебно, иако е неопходно да се бориме за нашата одбрана, рече Столтенберг. Русија отворено застана против членството на Црна Гора во НАТО. Тоа според Москва е во спротивност со стотиците години на братски односи меѓу двете земји.